Годинава која изминува, одговорните во општината ја оценуваат како исклучително успешна во однос на подобрувањето на сообраќајната инфраструктура, како во градското подрачје, така и во населените места кои гравитираат околу Крива Паланка. Според нив, 2013-та ќе остане запаметена по големата асфалтна офанзива. Меѓутоа, работите тука не завршуваат. Имено деновиве локалната администрација добила пријатни вести од централната власт, па на повидок е реализација на проект од регионално значење, а кој се заговара од многу одамна. Ова оттаму што владата на Република Македонија преку јавното предпријатие за државни патишта планира да реализира проект за изградба на патниот правец 5-12-10, односно делницата која ќе ги поврзува родниците Тораница и Саса и е во должина од околу 19,8 км. Со ова ќе се преполови дистанцата која сега треба да ја минеме за од Крива Паланка да стигнеме до соседната општина Македонска Каменица. Задоволен од информацијата, ние презентираше градоначалникот на нашата општина Арсенчо Алексовски. На крајот на годината имаме една убава вест за продолжување, би рекол, на градежната офанзива на територија на дел на нашата општина, дел на општина Македонска Каменица. Тоа е, значи, асфалтирање, односно до асфалтирање на патот и поврзување на општина Крива Паланка со општина Македонска Каменица, односно за проектот на асфалтирање на патот од рудникот Саса до рудникот Тораница. Тоа е, значи, јавното предпријатие за државни патишта, преку Светска банка ќе почне финансирање на овој пат, кој навистина е потреба за жителите на двете општини, и со овој пат, со овој проект се асфалтираат 19,8 километри, односно доаѓа комплетно асфалтно поврзување помеѓу двете општини. Ние сите знаеме која е должината која ќе појдеме за Македонска Каменица или за Делчево преку Кратово, Пробишти, Кочани, колку е со ова некаде се намалува над 100 километри од должината. Значи, по овој повод на 17 декември во 13 часот во просториите на општина Македонска Каменица, јавното предпријатие за државни патишта ќе направи презентација на програмата, на проектната задача, ќе направи презентација на замислата како е, и за таа цел се поканети сите засегнати страни, односно општините Македонска Каменица и општината Крива Паланка, да присуствува на ова јавна презентација на овој проект, како и засегнатите страни, доколку некој друг сака, доколку некој планира или има имот, исто така може да присуствува на ова задача. Од првиот човек на градот слушнавте дека проектната програма од која треба да се изготви документацијата за градба на 17 декември во 13 часот ќе биде презентирана во просториите на локалната власт во Македонска Каменица. Од нашата општина препорачуваат сите кои оваа материја ги тангира, живеат на потегот или пак воопшто се заинтересирани да присуствуваат на средбата. Впрочем, финансирањето на овој проект ќе се обезбеди со средства од Светска банка, според чиишто барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, уште во раната фаза на подготовката на документацијата, односно проектната програма, потребно е да се одржат јавни консултации со засегнатите страни и со локалното население од местата долж делницата. Според Алексовски, ова идеја која не била опфатена во програмите ниту на владата, ниту на општината, меѓутоа ќе се реализира и ќе понуди основа за поголема економска соработка и развој на регионот. Мислам дека ова е еден проект кој на овие две општини има од големо значење, им требаше проект кој од многу одамна е заговаран и проект кој многу одамна е оценет како важен проект. Ние сме свесни дека овој пат најверојатно текот на ударните зимски месеци нема да биде проводен, затоа што знаеме дека таму има голем снег, но сепак е една убава врска за останатиот дел од годината, а воедно ова ќе се вклопи и со нашата развојна програма на општина Крива Паланка за зимскиот туризам што имаме за Калин камен, односно за Соговските планини на делот на Крива Паланка, каде што се предвидени, како што истакнав и порано, 3 етапи. Значи, едната етапа е предвидено скијачки терени на Сокол, другата е предвидено на Цареврв и третата е на Калин камен. Така да, веќе за доаѓањето, например, до Сокол, на овој начин се обезбедува инфраструктура, се обезбедува и доаѓање со кола, не само со шичара, и мислам дека ова ќе го забрза оној дел
од реализацијата на зимскиот, односно планинскиот туризам во овој дел на нашата општина. Од деталите кои јавното предпријатие за државни патишта посочува, понудувачите треба да ги земат предвид, може да се заклучи дека безмалку 20 километарската делница ќе биде со широчина од приближно 6 метри, секако и со целата придружна инфраструктура. Вообичаено, одговорните не сакаат да шпекулираат со почетокот или финиширањето на изградбата, меѓутоа оптимистички е да се очекува нештата да се придвижат идната година.